Значи ние продолжуваме и понатаму со нашите штрајкови. Наши вработени од Сабајле беа сите присутни тука, штрикуваат, дел влегоја по погоните, дел си заминаја. Кога дојдовме Сабајле, видовме одлукава од директоров и дека не смееме да влегуваме ние во фабрикава, дека сме суспендирани, макар тоа што ние не го признаваме од негова страна. Очекуваме дека во најскоро време ќе го смена директорот, имаме некоја најава ние од градоначалникот дека ќе биде сменет директорот. И поради таа причина ние денеска го одложивме протестов на Лукойл од блокирање на патишта. Се надеваме дека денеска или утре ќе ни известа за конечно решение и дека ќе се назначи нов директор. Сабајлево имаше одлука донесена од страна на директорот за ние 10 луѓе да не смееме да влегуваме во фабрикава и дека сме ги држале во заблуда останатите вработени. Ние убаво Сабајле ги прашавме сите вработени, секој што мисли дека треба да влезе и да работи, од нас нема никогаш да биде спречен. И немаме право ние да ги спречиме тие вработени да влезат да работат. На тоа прашање што му го поставив, сите одлучија да остана и да ни ја да нашата поддршка. Беа спремни луѓето, нека ни дај на сите отказни решенија, ние со тие директори не влегуваме да работиме. Како што се договоривме ние со владата, дека во рок од 6 месеци да ни се решава проблемов, ја зедовме таа една плата просечна и континуирано секој месец треба да земаме плата и промена на раководството. Значи, доколку смена раководството, 2 точки веќе не се исполнети, останува да чекаме да ни се реши проблемов во овие 6 месеци.